Добро вечер, вечерни вести на Канал 5. Членството во Европската Унија е најдобар начин како да се заштити идентитетот, јазикот и културата. Порача еврокомесарката за проширување Марта Кос, прашана за коментар за обидите на Софија во извештајот на Европскиот парламент, да ја вметне понижувачката придавка модерен. Вели, идентитетот не може да биде предмет на политичко одлучување, а како едно од обележјата ја наброи традиционалната македонска кујна. Во пресрет на клучната дебата за извештајот, закажан за 8 јули, премиерот Мицкоски предупредува дека очекува секаков вид инженеринг од бугарска страна, која нема допирни точки со европските вредности. Кос, која во Скопје присуствуваше за состанокот ЕУ Западен Балкан за планот за раст, повтори и дека уставните измени се клучни за земјава да продолжи по евроинтегративниот пат. Identity can never be, in my opinion, a question of political decisions. Identity is something we carry in our soul and in our hearts. Identity is how we feel about our own country. Identity is how we take care about our traditions, like monasteries here in North Macedonia, like Pogača, Tauče Gravče, Pinjor, ili polneti pipeti, ili punjene paprike, how we would say in Slovenia. Јас сум малку повнимателен кога станува збор за идентитетот, секогаш. Да, тоа е така дека ние го носиме со нас, длабоко во нас, но морам да признам дека овие повеќе од 3 децении ние изгубивме голем дел од нашиот идентитет, менувајќи знаме, менувајќи име, неколку пати менувајќи устав. За мене мојот идентитет не е само прекрасната македонска кујна, туку е и Гоце Делчев, и Шапкарев, и Миладиновци, и Линденското востание, и Дамјан Груев, и Јане Сандански, и така натаму, и така натаму. Не знам дали ќе го споделат истото мислење колегите од Исток, но тоа се луѓето кои што се дел од нашиот идентитет, македонски идентитет. А на маргините на самитот, еврокомесарката имаше средба и со претседателот на СДСМ Венко Филипче, кој, како што кажа, од неа побарал поддршка за откочување на евроинтегративниот пат на земјава. Филипче ги повторил и оценките дека изминатата година според него имало стагнација на евроинтеграциите поради отсуство на стратегија и политички диалог. Жалам што во изминатата година има стагнација на тој пат, некако отсуствува и стратегија, и политички диалог, и за жал се отвораат затворени прашања. Во таа смисла побарав поддршка од еврокомесарката и од неа лично и од сите европски институции да се откочи нашиот евроинтегративен пат, и сакам да порачам дека ова не е време ниту за калкулации, ниту за тесно и ситно партиски интереси. Беше многу искрена и укажа дека дава се од себе, ги користи сите своји капацитети, механизми и инструменти во рацете да продолжи евроинтегративниот пат. Меѓутоа, има еден дел од задачата што ние треба тука да сработиме. Претседателката Гордана Силјановска-Давкова во рамките на учеството на 4-та меѓународна конференција за финансирање на развојот во Севилја оствари средба со премиерот на Кралството Шпанија Педро Санчес. Осврнувајќи се на евроинтеграциите на земјава, Силјановска-Давкова, како што соопшти нејзиниот кабинет, посочила на тешките македонски компромиси, кои што треба да бидат соодветно вреднувани од Европската Унија, и истакнала дека влезот во ЕУ ќе биде корисен и за самата Унија и за земјите кандидати кои што дополнително ќе ја стабилизираат. Таа оценила дека Шпанија е важен партнер на земјава во рамки на НАТО, Организацијата на Обединетите нации, ОПСЕ, и изразила благодарност до владата на Санчес и Шпанија за доследната поддршка на македонските аспирации за членство во Европската Унија. Двајцата соговорници, како што соопшти од нејзиниот кабинет, разговарали и за соодветно одбележување на учеството на македонски борци во шпанската граѓанска војна.
Македонија ќе отвори 2 дополнителни ленти за излез на граничниот премин Богородица и уште една за влез на товарен сообраќај, најави министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. За во иднина, како што кажа, се планира товарниот сообраќај да се пренасочи преку посебен граничен премин, како што тоа во моментов го прави Грција. Дејан Трајковски за ова. Ќе станат ли минато долгите колони на граничните премини во земјава, особено во летните периоди, кога температурите знаат да бидат и екстремно високи. Со ваквата состојба патниците најчесто се соочуваат на преминот Богородица кон Грција, која е во Шенген зоната, па оттаму министерот за внатрешни работи Панче Тошковски вели дека во овој случај може да се интервенира единствено инфраструктурно. Најави реорганизација на преминот уште во предстојниот летен период, односно патничките возила да добијат барем 2 дополнителни ленти за излез, а товарните во иднина и посебен граничен премин. Можеме да ставиме во функција најмалку уште 2 ленти за излез со реорганизација и можеме да ставиме во функција најмалку уште 1 лента за влез во делот на товарниот сообраќај. Со што цениме дека првично ќе се подобрат условите. Сме фокусирани на создавање на уште еден дополнителен дел, нешто слично на граничниот премин кој што го имаат грците, посебен за товарен сообраќај. Значи, размислуваме во насока да товарниот сообраќај го трнеме во целост од моменталниот начин на функционирање на граничниот премин Богородица. За разлика од ова, со соседите кои не се дел од Европската Унија се работи да се воспостави системот One Stop Shop на сите гранични премини, кој треба да доведе до брз проток на возила, бидејќи проверки на патниците ќе врши само земјата за влез. Со Косово веќе овој систем на работа е воспоставен, а во петок официјално ќе профункционира и со Србија. Тошковски вели дека интензивно се работи овој метод да стане реалност и на граничните премини со Албанија. Со Србија официјално ќе го ставиме во функција при крајот на оваа недела. Во фаза на преговори интензивни и со Република Албанија сме. Говориме таму повторно за 2 гранични премини, каде што навистина цениме дека и како ќе се олесни транзитот на граѓаните низ граничните премини со вистински имплементација на One Stop Shop начин на контрола на патници. Инаку, грчките власти веќе започнаа проект за реконструкција на евзони за да се справат со гужвите од нивна страна, а за тоа предвидоа 23 милиони евра со кои ќе ги реновираат објектите, а ќе го зголемат и бројот на персонал. За потребата од интервенција на овој премин говори фактот дека минатата година оваа граница ја поминале 5 милиони патници, а годинава до април 1 милион. Од наредната година наместо печатени свидетелствата за одделенијата во основното образование ќе бидат во електронска верзија и дигитално ќе бидат преземани од средните училишта во кои учениците ќе се пријават за упис, најави министерката за образование Јаневска. Де факто децата и родителите немаат потреба да го имаат свидетелството во раце, освен што може би тоа е начин некако социјално да се дружат, да се пофалат, да се израдуваат, па некои да се разочараат за да вложат повеќе труд. Затоа се уште велиме дајте ги и во хартиена форма, додека населението не се подготви. Затоа што навистина имаме рурални средини и помали општини каде што немаат компјутерска лабораторија или училница, нели, каде што интернетот не е стабилен. Ги завршуваме вестите, имајте убава вечер.